ова е нивно прво гостување, се надевам не и последно. Ние бевме во феврари месец на нивниот фестивал Дани Хрватског пучког театра, како што ги викаат тие. И како резултат на соработката што стваривме таму, ние ги поканивме да дојдат тука. Мислам дека овие соработки кои што ги остваруваме со театри од страна, со аматерски театри од други држави од светот, ќе допринесат за размена на културни искуства и за подигање на нивото на културата, барем во аматерскиот театар на едно повисоко ниво, затоа што мислам дека колку повеќе разменуваме искуства, толку повеќе учиме едни од други. Тие ќе настапат со представа на еден нивни хрватски автор, се вика Куќа за рушење, што е доста интересен текст. Тие синоќа играа исто во Центарот за култура во Битола, игра истата представа, ја гледав и мощно е интересен текстот и ова интересна комедија во која што се надевам дека прилепската публика ќе јазичната бариера нема да им представува проблем. Следно се нашите завршни представи што ги имаме, нашата инволвираност во фестивалот во организација на Центарот за современа ликовна уметност со Марко на улица со представата Женско царство која што ќе биде на 11. Исто така имаме и некои условно речено споредни активности каде што сме вклучени исто така и во организацијата на централната манифестација по повод 11 октомври која што ќе се случува на 10 пред участакот. И тоа е веќе остваруваме контакти за гостување надвор државата со нашите пријатели од Словачка и се надеваме дека онаму по нова година и тоа ќе го реализираме. Suradnja sa kazalištem iz Prilepa započela je ove godine, zadnji vikend u veljači, kada su oni gostovali kod nas na Međunarodnom teatru Dani Hrvatskog pučkog teatra. Oni se tradicionalno organiziraju u Hercegovcu, iduće godine jubilarno 25. put. Predstava koju ćete večeras vidjeti po tekstu je Vjekoslava Dominija, Kuća za rušenje, redateljica Natalija Lacina. Glumci će je odigrati 9. put ovu godinu. Šta se radi u predstavi? To je komedija? To je komedija, tako je, o kući koja je predviđena za rušenje zbog papira koji nisu dovoljno sređeni. Komične su situacije, na kraju kuća ipak ima sve potrebno, neće je srušiti, a između ovoga likova u predstavi dolazi do vrlo smiješnih situacija. Pa imamo, da, evo, znači ove godine su bili prvi put. Nadam se da ćemo ih ponovo ugostiti na danima Hrvatskog pučkog teatra. Inače, oni nisu jedino makedonsko kazalište koje su nastupali u Hrvatskoj. Prije nekih 20 godina bilo je kazalište iz Skopja i kazalište iz općine Novaci.